Еве на нас повторно, така, повторно математика, овој пат за 7 деление. Денес судиме со определување на агли во триаголник, четириаголник и агли при трансферзалата. Тоа е многу возбудливо. Ајде да видиме. Јас многу сакам триаголници на Да, ајде веќе почнеме веднаш тогаш со еден триаголник. Ајде. Нека ни е даден вака, само пуштени пинкал за запишување. Еве, само да го малце истинчаме пенкалцето. Еве ни го триаголникот. Овдека знаеме дека имаме 70 степени аголота. Така. А знаеме исто така дека оваа страна и оваа страна се еднакви. Да го најдеме аголот гама. Значи се Чуваме работи за триаголникот. рамнокрак Браво, триаголник. Лина, штом ги имаме овие ознаки, значи дека двете се страни еднакви, се еднакви, еднакви, се тоа работи значи дека за станува рамнокрак. збор за рамнокрак триаголник. И сега, што знаеме за рамнокракиот триаголник? Дека освен двете страни што му се еднакви, исто така и аглите при основата му се еднакви. еднакви. Така. Че што знаеме веднаш? Дека и Дека овој овој аголот, аголот дека е бета 70 е исто така 70 степени. степени. А сега веќе кога го знаеме тоа, лесно е да го најдеме Па има и аголот. една Формула, да, Лина. која што вели дека сите триаголникот, аглите на триаголникот не смеат да бидат поголеми и повеќе од 180 Ниту степени. помали, значи Ниту- точно точно 180, така, токму така, тоа го учевме во петокот. Значи, имаме дека гама ќе ни биде еднакво на 180 степени минус 2 пати по 70, затоа што овие два агли овдека се по 140. 140. Да, само да испишеме постапката Да. за да не се збунат учениците. Што се случи? Еве. Од каде е дојдено тоа 140, значи да видат 2 пати по 70, па сега имаме 180 180 степени минус 140 140 и гама ќе биде еднаков на 40 може таму, вака. или и така е само тоа. Гама е еднаква на 40 степени. Така. Да со следна. Ајде. Не. Да испрешиме. Да го сам триаголникот или да го избришеме? Сега ќе видиш ли на како се решаваат и агли кога имаме паралелни прави со трансферзала пресечени. Нека ни се дадени вака две паралелни прави и ова нека е трансферзалата која што ги сече. Знаеме дека тука имаме аголот 40 степени, овдека е аголот алфа, тука е аголот бета и овде аголот гама да ги пронајдеме. Ова ќе ми треба малку помош. Сега вака, значи кога учевме за агли при трансферзалата на две паралелни прави, кажавме дека секогаш острите агли кај трансферзалата ќе бидат еднакви и тапите ќе бидат еднакви. Овој со овој е еднаков, Еве да затоа што тргнеме се од две алфа, паралелни така. и алфа и гама се еднакви. Вака полека Лина погледни, овој агол овде алфа е остар, Така? значи и тој ќе биде еднаков на 40, како остри агли при трансферзалата, а исто така во овој случај затоа што се кај истата точка на пресекот, тие се и накрсни агли, од правилото за накрсни агли, аглите Значи секогаш се се еднакви. еднакви. Значи веднаш знаеме дека алфа е 40 степени. Исто така, бидејќи бета, она што го спомна, се два остри агли на истата трансферзала, значи и бета е 40 степени. И ни остана да го најдеме уште гама. А гама е тап агол, значи нема парот овдека, но што знаеме друго од минатиот час, дека аглите кои што образуваат права, всушност образуваат 180 степени. Па значи, знаеме дека бета и гама заедно прават 180 степени, и тогаш само гама е од гама е од 180 минус 40. Така, да одземеме 40 и ќе ни биде еднакво на 140 степени. така. Значи Лина видовме триаголник, видовме паралелни прави пресечени со трансверзала. Може сега еден четириаголник? Па може. Ајде. Толку са триаголниците, баш тета настане. Ќе се навратиме уште еднаш ако имаме време. Многу сакам триаголници. Само да видиме еден четириаголник, па се враќаме на триаголниците. Сме. Еве сега нека ни е даден вака четириаголникот. Имаме две паралелни прави, пресечени тука со трансверзалата. Овде вака и на овој начин ни е добиено четириаголников. Сега, овде да го најдеме аголот алфа, тука да го најдеме аголот бета, ако знаеме дека овде аголот е од 75 степени,
тука да го најдеме гама, да го најдеме делта и уште знаеме дека овој агол овде е 65 степени. Имаш идеја што да правиме или не? Мислам дека овој агол и овој агол се еднакви. Одлично. Што значи Так. дека гама Значи, Извини, иако за како почеток постапка. имаме, не ворете. Значи, иако за почеток имаме на цртежот гледаме дека е четириаголник, Така. но за да ги најдеме аглите кои што ни требаат, применуваме знаењето од паралелни Од прави паралелните пресечени со прави се трансверзала. И одлично лина ти текна, бидејќи овој агол овде е остар и овој овде е остар, значи веднаш знаеме дека гама ќе биде 65 Сега степени. веќе имаме И во исто време и и делта делта ќе биде толку. е пар со гама, е накрсен агол, значи и делта е еднаков на 65 степени. И сега ни останува И остана само уште бета. Бета да ја најдеме. Аха, а бета ќе ја најдеме. Сега веќе А, применуваме аха. правило за збир на агли во четириаголник. Се сеќаваш колку беше збирот на аглите во четириаголник? Алфа? И алфа немам. Така, и алфа уште. И алфа ни Так, недостасува. да, гама и делта ги Да, надам. Значи гама и алфа, делта. Алфа што кажавме пред малку, дека остриот и тапиот агол секогаш образуваат права, односно 180 степени и па треба да алфа го е- извадим. Можеме таму? Алфа е од 180 степени минус 65 степени, тоа значи дека алфа е 115. 115 степени. Е, сега веќе кога ги имаме алфа, гама Значи, и овој вака агол овде овде да дека си е напишеме 75, дека алфа е 115. можеме веќе да го Да најдеме најдеме и и- бета. и- Збирот на аглите во четириаголникот изнесуваше 360 60 степени, па значи сега Се- бета ќе биде Бета е еднаква на 6. 360 степени. Добро, или јас мислев во обратно да со собирање во настана 360 степени Минус, па сега сите збирот на Да, сите ќе ги нив. собереме. Збирот Отвори на заграда сите. само, Лина, за така да- да отвориме. Да. Ај вака, ова ќе го повториме, ова не важи. Вака бета 360 степени минус сега 65 плюс 6, Ајде поред. алфа Алфа ни беше 115 115 плюс гама ни беше 65 плюс плюс овој овдека ни е даден дека е 75. 75 е еднакво бета е еднакво на 360 минус минус. ајде Сега треба да ги собираме. 5 и 5, 10, 5, 15. Чекор по чекор можеме? Може. Ајде. 5 и 5, 10 и 5, 15, значи 5 пишуваме, едно памтиме. Добро, не знам во кој правец се движите, јас обратно почнав. Добро. Ова ги собираме прво, така? Сите три тргнав, јас да ги А сите собирам, тргна? меѓутоа како ти е Добро, полесно, ајде така не е проблем. 5, едно памтиме, ева го едното, 13 и едно 14 И едно што памтиме. 15, 5, пак едно ќе памтиме. Едно памтиме, и тоа е 255. Така, значи конечно долу за бета ќе имаме Бета имаме 105, така? така. Степени. Одлично. Ќе ги засакаш и четириаголниците? Па ако се со трансверзала на паралелни прави, да. Сакаш сега уште еден триаголник? Ајде. Ама да е рамно стран или рамно крак, затоа што ако не е рамно стран ќе го е многу лесно да се. Многу е едноставно ако е Едноставно. рамност. Ајде ве со трансверзала ќе го поврземе триаголникот да ни биде малце посложено. Може? Може, само да ви вака. Еве сега нека ни е даден вака еден триаголник. И овдека е дадена права, која што е паралелна со страната на триаголникот. Овде имаме аголот 35 степени, а да го најдеме овој агол алфа тука, ако знаеме дека овде имаме 100 степени и да ги најдеме овој агол бета овде и овој агол гама овде. Значи, Што прво ќе најдеме ли? прво ќе најдеме дека овој и овој агол се еднакви. Е, односно сега дека внимавај бета- Лина, затоа што не се при истата трансверзала сега. Аха, не се паралелни Вака, трансверзалите. прво ќе најдеме Да. Ќе најдеме делта, алфа, пардон. Алфа
односно алфа. Бидејќи веќе два агли во триаголникот се дадени, тоа е наједноставното за почеток. 180 минус 135, Ајде, односно... напишеме постапката во Така, заграда во 100 плюс заграда. 35. 100 плюс 35 е еднакво на 180 минус 135. 35 е еднакво на 45. Така. Сега, откако го имаме алфа, погледни што те збуни тука, што мислеше дека бета е еднакво на 35. Да ме збуни затоа што да беа ќе беше еднакво да... Паралелни се, но погледни што е проблемот. Еве трансверзалата, еве ако го извадиме само тоа делче овдека на цртажот. Значи, ова е страната од триаголникот, еве горната паралелна права, така. И еве оваа страна од триаголникот која всушност представува трансверзала. Така? Да. Значи, што имаме ние овдека? Не е Не само е бета, така. туку бета и стотката Истотката заедно го се... Значи бета плюс овој агол од 100 степени е аголот при трансверзалата. Односно, што знаеме дека всушност гама е еднаков на 35 бидејќи тоа е остриот агол при трансверзалата. Гама е 35, а бета ќе биде еднаква. Сега веќе кога ги знаеме, збирот на... така, дека вкупно бета е стотката и гама прават 180. Бета е еднакво на 180 минус 100 плюс 35, односно истиот резултат 45 степени. Така. Имаме време за уште една? Имаме време за уште една задача? Имаме време за уште една задача. Одиме на уште еден четириаголник. Ова е за седмо деление? Да. Многу е возбудливо. Сега нека ни е даден лина еден делтоид. Еве го. Вака. Со тоа што? Оваа страна ќе ја продолжиме навака и знаеме дека овој агол од надвор има 126 степени. Оде вака ќе ги продолжиме страните за да формираме агол и тој агол овдека има 100 степени. Да го најдеме овој агол овде. Така. Те текнува на својството на делтоидот? Не. Ајде вака сега ќе се подсетиме. Кај делтоидот знаеме дека соседните страни 2 по 2 се исти, односно оваа страна и оваа страна се исти и долу оваа страна и оваа страна не се исти. Сега кога го знаеме веќе ова, одиме да применуваме она што го знаеме и од аглите за почеток. Ако овој агол горе има 100 степени, бидејќи е накрсен со овој од внатре, во исто време знаеме дека и овој агол овдека ќе има 100 степени. Еве да го означиме тој агол нека ни биде аголот бета. Значи, бета ќе биде еднаков на 100 степени. 100 степени како накрсен агол со овој агол горе. На тој начин го дознавме овој агол овдека во четириаголникот. Но се уште имаме проблеми, бидејќи во четириаголникот од 4 агли ние моментално имаме само еден агол. Така. Ама можеме да се ете така. Овој гледаме дека е од надвор 126, а со тој од внатре заедно правеа 180 степени. Тогаш ќе ги одземаме. Овој агол овде каде ќе го означиме со гама. Гама е на 180 минус 126 и тоа ќе не биде 54 степени. Сега, бидејќи оваа страна и оваа страна се еднакви. Во исто време и овој агол и овој агол на тој агол, да. Еднаков. За домашна учениците нека се обидат да ја дорешат самостојно понатаму задачата, еве значи само ќе им дадеме насока дека 2 пати овој агол плюс овој агол бета што го најдовме и овој агол гама е еднакво на 360 степени. А ние одиме со голем одмор, одиме? Со голем одмор и со содржина за возрастни.